Државната изборна комисија распредели 120 мандати во собранието според освоените гласови во 6 изборни единици. Во првата изборна единица ВМРО-ДПМН зема 8 пратенички места. Пратеник стана актерот Крсто Јовановски, а во собранието се враќа и партискиот ветеран Борис Мејковски. Ивана Туфекџич од студентскиот пленум и Павле Богоевски од Шарената револуција влегуваат во собранието. Од ДУИ само носителот на првата изборна единица Артан Груби освои мандат, а за прв пат до вчерашното движење Беса влегува со еден пратеник. Пратеник стана и Јохан Трчуловски од Двојка, ама и политичкиот противник новинарот Мухамед Зекири. Третата изборна единица и донесе најмногу мандати на коалицијата за подобра Македонија. Меѓу 11 мината и техничкиот премиер Емил Димитриев. СДСМ освои 9 пратенички места. Заменикот технички министер за земјоделство Љупчо Николовски пред нова година влегува во собранието. Во четвртата изборна единица, каде се соочија лидерите на двете најголеми партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ освоја изброј мандати, а изедначување во пратеничките места има и во петка. Тука ДУИ и Алијансата освоија по еден мандат. Интегративците пак земаат најмногу мандати во шестата изборна единица, каде носител е лидерот Ахмети. ВМРО-ДПМН освои 4, Беса и СДСМ по 3, ДПА и Алијансата по 2. Поред првичните резултати од превремените избори за пратеници во Собрание на Република Македонија одржани на 11 декември 2016 година и тоа врз основа на оригиналните записници за сумирање и утврдување на резултатите кои ги примавме во текот на денешниот ден, како и по првично извршената симулација на првичните резултати од страна на Државната изборна комисија, распределбата на мандатите, односно добиените мандати од подносителите на листи на кандидати за овие избори е следната. ВМРО-ДПМН е 51 мандат, ДПА 2 мандата, ДУИ 10 мандата, СДСМ 49 мандати, Коалиција Алијанса за албанците 3 мандати и Беса 5 мандати. Конечните резултати од изборите ДИК ќе ги соопшти по приговорите за што веќе течат рокови. Потоа председателот на собранието треба да свика конститутивна седница, а најдоцна 30 дена од новото собрание со мнозинство гласови се избира новата влада, која пак досега по некое непишано правило се формира од победничките партии од македонскиот и албанскиот блок.